Да му цркне козата на комшијата. Чиста зависе ова предавнициве и нивните беседи дека нам не ни требаат спомениците, дека брдо пари се потрошиле, дека тие не се дел од нашата историја. Значи не ги прашале луѓето, тие точно си знаат кои се овие гордо истакнати ликови, мермерни, позлатени, ама наши. Мостот што го направил камени мост основачот на Скопје, мислам дека. И тој грчки војник. Па и тој, не. Тој италијанец ли беше? Па знам дека од илиско племе бил. Па он е од Македонија тука. По Римско царство владател, така беше мисли. Нели роден е од Таор, во наше село близко Зелениково. Ма точно знаат и кој е овој што без гаќи се појави. Јас знам дека глупавите жени рекоа дека да не зборам глупости, дека имал голем тие работи што треба. Онојде што ги шокираше нашите очајни домакинки и за да не пукне брука дека сме цици, веднаш му стокмија еден пар гаќи, другите, оние за преперување, му ги шијат. Но не сме ние како оние од Рим, ни срам, ни перде, а ни милост, едни гаќи да не може да скројат за нивните. А стварно, кој даде наредба на Прометеј да му се купат токму овие гаќи? Ја мислам побегнавме од темата и дека во јавноста нема да ги прикажете овие активности што се многу важни за општината. Јас тргам, тој трга, јас наваму, тој натаму и цела недела се караа, расправаа, допишуваа, ама не се договорија кој и кога тесно ни го скрои за името, презимето, кој е предавник, а кој патриот, кој е виновникот за нашето се уште само мување по бриселските ходници. Па фрчеа фермани, писанија, изјави, па некој шкртал, некој кроел или некој допишувал. И затоа, господине Груевски, ајде да му ја кажеме вистината на македонскиот народ. Ајде веќе еднаш јас и вие да седнеме на едно јавно соочување, на еден ТВ дуел и пред целата македонска јавност да ги предочиме фактите и да ги соочиме аргументите. Добро е кога ќе се каже вистината. Затоа што ако се чува по тепих или ако не се зборува за неа, тогаш работите може само да се влошат, а не да се подобрат. И веќе видено, што има сега да си седнат и да си расчистат што и како било. И не е народот кој треба да разбере, тие главно си знаат. А и дознавме причината за немањето дуел да ти била еколошка. Целта на овој повик е со калта во која што се наоѓа Бранко Црвенковски да се изгнаси и Никола Груевски. Да не се исплукале и заразеле, еми споганиле. Ексклузивно, а еден дознава, со дуел е најстрого забрането да се пере. А еден исто така дознава и овој пат ексклузивно. Се крчка нов закон, ма има да се задолжи секој, ама буквално секој. Не патишта и магистрали, не фабрики и погони, туку ако засади ново цвеќе во двор, ако постави нова жица за сушење, ако тркало на старо за колата си монтира, има тоа да се означи соодветно со функционер, црвена панделка и ножички.